Значи јас зборувам од лично име и од името на Сдруженијето Свети Герман да ви се заблагодарам што го организирате овој состанок. Но со една забелешка. Ваков состанок многу е касно. Вие требаше пред тоа да бевте на глас. Проблемот што го изложи председателот наш. Значи тоа е еден суштински проблем. Замислите да немаме простори ние да се собереме. Нема функционирање на здружение. Да се разбереме, мислам тоа е многу јасно. Не можеме ние ја да соберам председателството, да седеме овдека да пиеме кафе, да разговараме, не можеме ние кафана да ги правиме мобитите и што имаме работа, кои што треба да се разлучат и поеди. Што треба дали секој да чуе или да не чуе. Мислам тоа е многу јасно. И ние како македонци, од Егејска Македонија и како партија, мислам, бидејќи немавме толку години просторија, многу е фини и ако ние имаме простори каде да се собираме, да се излагаме нашите ставови, забелешки, не да дојдеме и до вашите уши. Значи, мислам дека ќе имаме сите голем benefit. Но на крај благодарам пак што се сетихте и за состанокот и на вакви состаноци, но обавезно да добиеме како Македон зборува сега просторија, ја лично не би сакал да има посебна, зашто ние сме во Македон, но да не биде негде затворена, да биде во центар, зашто гледате овие луѓе, ние сме сите, да не речам од 65 напред, него од 70 години натаму, значи да биде во центарот. Сите автобуси тука доаѓаат, за да може да дојдат, да се видиме, да си кажеме, да добиеме информации, информациите главни од ваша страна преку председателот и нашите преку председателот до вас. Благодарам. Јас во смислом на прво се заблагодарувам исто така нешто што свекавте и ово знаете. Во смислом на тоа да имаме канцеларија или немаме, јас сум задоволен. Јас скоро 2 години на Ринковски, газдата на конфекцијата, Баско, исто од Егејска Македонија, ми даде канцеларија, доволно е, можеме да собереме едно 3-40 души, сосема доволно, крши форма којата, знаете, која форма која кршиш едното собрание. Во центарот сме тоа се води. Меѓутоа, од власта апелирам да дадат малце повеќе внимание на ова здружение. Зошто ќе кажам? Кога требаше да се избира, или и сега, кој ќе треба да се избира, дојдете здружението Петре, кажувај, кога помарширавме, држи говори